Начевски, добра топка. Јамчевски шут, Столе Димитриевски на вистинското место. Штено. Јамчевски, лево се отвараме меди, Јамчевски се реши за шут, Столе Димитриевски е сигурен. Средината и тоа го направи многу непрецизно. Ќумбев пресекува уште една акција на противникот. Маневски сега за Крста Велковски. 100% ситуација, непрецизен Велковски. Обид да се проигра повторно Велковски. Добра ситуација, што ќе стори сега осумката на Работнички? Осамене. Одличен обид беше ова, нема гол. Продолжува со напад на Работнички од сопствената половина. Брдаровски. Стигнуваме меди, сега Начевски, Јамчевски. Прекачок е тоа што го прави Богдановиќ. Директен црвен картон. Главниот арбитар на натпреварот Стефча Шулевски проценува дека е ова старт за директен црвен картон. Очигледно е дека имаше намера, сигурно имаше старт за жолт картон, но судијата оценува дека Богдановиќ бил последен играч во одбранбената линија и дека токму поради тоа го испрати кон соблекувалните. Фудбалерите на Работнички протестираат, но малку ќе им значи тоа. Борче Маневски се чини дека беше фудбалерот што доби жолт картон, а може би истото ќе му се случи на уште некој од нив. Судијата Шулевски дава знак. Удар над голот. Корнер ќе биде тоа, очигледно е дека Столе Димитриевски исфрлил топката, но Работнички од топката. Јамчевски до Бажи Илиовски. Одлично се ослободи Илиовски од Лазаревски. Топка до Начевски. Дали ќе има гол? Извонредна интервенција на Столе Димитриевски на половината на противникот. Добра финта. Ќумбев стигнува. 100% шанса, ова нема гол. Еве сега Мицевски, добро додавање тоа во широчина до Крсте Велковски. Ке стигне осумката на Работнички. Пред него е Драговиќ. Зашто ќе се реши Велковски? Добра топка до Мицевски. Дали ќе постави може и прв гол? Не, лошо шутираше младиот фудбалер на Работнички. Работнички. Муареме тоа. Зашто ќе се реши македонскиот репрезентативец Маневски. Одлично додавање до Муарем, има шут. Крај голот. Сега се обидува да организира против напад. Одлично Велковски, тесно го проигрува Брдаровски. Кралевски уште еднаш сигурен. Немаше премногу работа Игор Кралевски. И сега голема грешка на голманот Павловиќ. Крсте Велковски има топката. Многу лош удар на осумката на Работнички. Рувањава за Јамчевски. Добиваат на простор сега. Добро оди акцијата, лево кон Мемеди. Центар шут. Тенекеџиев не е успешно. Се чини дека го погоди својот соиграч и упи во обидот да затрпи. Крсте Велковски сега добро се ослободи за моментот Драговиќ. Дали ќе успее да стори нешто повеќе? Нема премногу помош од соиграчите Велковски. Муарем едва стигнува внатре. Ја остава таа топка, дали ќе има шут? Баше Тодоровски. Одлична интервенција е на голманот Павловиќ. Вашето мислење за денешниот надпревар и ремето со Металург? Прво да кажам, стварно е тешко да се игра на вакво време, такви горештини. Јас им честитам на моите играчи на максимум што го дадоа, што на ова топло време се одбранивме. Стварно овие две екипи кога играат е тешко, секогаш една грешка или една шанса може да го одлучи овој надпревар, али јас мислам дека со црвениот картон со играч мање остануваше само да се одбраниме и да направиме некој контрнапад. Имавме некој контрнапад, не ги искористиме, али момците во второ полувреме добро се одбрани. Ја им честитам на борбеноста, на задачите што ги исполнија и имаме добар резултат за реваншот и идеме да. Ваш коментар за црвениот картон, беше ли стартот за директно исклучување? Не сум јас тој да коментирам, али дечкото најверојатно треба да научи некои работи да ги суди, затоа што има не фудбалско размислување. Едноставно само да те нанесе на нервоза, па после ќе испадне некој тренер крив или играч, треба да биде објективен, треба да биде субјективен, затоа што овие утакмици се за публика, за фудбал, а не да бидат они главни. Ова револт кај мене е затоа што трпам цело време, али овој судија мислам дека не треба да суди не во прва лига, ни во втора лига. Фала многу. Жикица Дасевски, ваша анализа за денешниот надпревар? На вакво време голем ризик е да се одигра една првенствена утакмица.
и по едно вакво тешко време, мислам дека ова е прв натпревар само во кој што и двете екипи можеби малку тактизираа во текот на преварот. Иако имавме вишак на играч во текот на вторите 45 минути, направивме иницијатива, направивме неколку шанси од кои што не реализирав. Останува да го дочекаме реваншот и во реваншот да бараме победа на домашен терен.